Струмичани повторно ја покажаа својата хуманост. Тие денес беа дел од хуманитарно-еколошката акција за собирање користена облека во реализација на Адра Македонија. Целта е помош на најранливата категорија граѓани, па секој оној кој има вишок од облека и обувки и не ги користи подолго време, а смета дека му се непотребни во домот, може да ги донира за социјално загрозените лица. Токму поради тоа и акцијата го носи називот Лепот текстил. Нашата цел беше првенствено Скопје како центар е презаситен и сите активности се случуваат во Скопје, ама мислиме дека другите градови исто така има можности да ова свест за еколошките активности можат да бидат применливи во сите градови. Првата работа конкретно за овој проект што ги имаме е за Лепот текстил. Првата цел беше да ги поттикнеме луѓето, иако луѓето имаа свест на соработка и на помош за своите граѓани. Првата цел беше да ја подигнеме свеста кај граѓаните дека онаа облека што ја имаат дома, а не ја носат, може да се искористи за понатаму да ја користат други социјални категории на граѓани. За да не биде погрешно разбрани, ние сакаме ова да го направиме на подостоинствен начин, значи сето она што ќе се дава да не биде нешто кое што ќе биде подостоинствено на луѓето, туку да може да се селектира, да се испера, да се средат и сето она што ќе биде донирано да вистина биде со добар квалитет. Невладината Адра Македонија ќе врши и обуки за рециклирање и преработка на веќе користената гардероба. Според директорот Трајковски, во последната фаза планирано е да се посети индустријски отпад, а и да се отвори центар за рециклирање на текстилниот отпад кој понатаму ќе се користи во индустријата. Вториот дел е да она што може да се распара, имаме квалитетни материјали, да се понатаму во нашите работилници обучуваат кадри на социјалната категорија на луѓе, за да можат да се произведуваат одредени ракотворби кои што понатаму во гифшопови и одредени места со организирање на одредени активности, тие истите се продаваат и повторно влезат во средствата влезат во процесот на социјалната помош за одредени категории на луѓе. Третиот дел што ни е и најважен, а тој е веќе и најтешкиот дел, тоа е да поминеме и на индустријскиот отпад. Знаеме дека единствено тој отпад немаме организирано селектирање и употребување, да биде, значи последната цел ни е да направиме центар за рециклирање на текстилниот отпад кој што ќе се користи понатаму во индустријата, значи за одредени изолацијски материјали, зашто ова искуство ги имаат во многу земји кои што имаат проблем со ваков тип на отпад. За оние граѓани кои не се во можност сами да ја донесат својата донација кај Центарот за култура во Струмица, може да се јават на телефонските броеви објавени на рекламниот плакат за акцијата, пошто мобилно возило ќе дојде во нивниот дом за да ја подигне облеката.